Македонија со голем економски напредок. Студентска работа со законска заштита. Израел ги затвора аеродромите за сопствените граѓани. Северна Кореја испраќа трупи во Русија. Може да се биде алергичен на други луѓе. Воздушно перниче за мотори, јапонска иновација за спас на животи. Премиерот Христијан Мицкоски, на прославата по повод 35 годишнината на владеачката партија, истакна дека Македонија сега е една од најбрзорастечките економии во Европа, со четвртиот највисок раст на брутодомашниот производ. Според него, владата презела зрел пристап во справувањето со економските предизвици, фокусирајќи се на стабилност, предвидливост и создавање нови работни места за младите, земјоделците и пензионерите. Мицкоски, сепак, предупреди дека растот се уште не се чувствува доволно во секојдневниот живот и додаде дека владата ќе продолжи со санирање на минатите штети и градење праведно општество без привилегирани. Истовремено, тој ја потенцираше виталната улога на надворешната политика, како гарант за достоинство, култура и заедничка историја на државата. При тоа, меѓу приоритетите го стави основањето на правични општини, транспарентност и еднаков пристап до ресурси, како дел од пошироката стратегија за економска и социјална трансформација. Мицкоски со јасни зборови порача: "Ние сме новата надеж, тука сме за да изградиме правда за сите." Со нов закон за студентска работа, конечно ќе се стави крај на долгогодишниот проблем со нерегистрирано вработување на студентите, објави националната координаторка за образование. Законот предвидува студентите да имаат пристап до правично платени привремени работни места, а работодавачите да бидат мотивирани да ги ангажираат во рамки на систем кој ќе обезбеди правна сигурност. Во проектот се вклучени 7 министерства, како и бројни државни институции, студентски организации и професори. Паралелно се развива и веб-платформа каде ќе се објавуваат работни позиции и нивните услови, со цел транспарентност и ефикасност во процесот. Нацрт верзијата на законот ќе биде готова до септември, пошто ќе следи јавна расправа. Таа нагласува дека ова е инклузивен процес со вистинска посветеност, чија крајна цел е подобрување на студентскиот живот и спречување на одливот на млади од земјата. Само со транспарентна и темелна работа можеме да ги решиме системските проблеми што со години се игнорираат, изјави таа. Израелската влада им наложи на домашните авиокомпании да не им дозволуваат на израелските државјани да се качуваат на појдовни летови, поради страв од ирански одмазнички напади. Главниот аеродром Бен Гурион е затворен до понатамошно известување, соопшти весникот Хаарец, а заканите по безбедноста се клучна причина за оваа рестриктивна одлука. Министерката за транспорт, Мири Регев, објави дека само странци ќе можат да ја напуштат земјата, додека израелците ќе бидат спречени да патуваат во странство. Таа најави и операција за враќање на над 100.000 израелски граѓани од странство. Но, одлуката предизвика реакции. Опозицијскиот лидер Бени Ганц ја нарече непромислена и невообичаена, критикувајќи ја јавната комуникација на Регев. Мерката следува по нападот на израелската војска врз иранскиот аеродром Машхад, што ги зголеми стравувањата дека и цивилни аеродроми може да станат цели на одмазнички акции. Северна Кореја ќе испрати 5.000 градежни војници и 1.000 деминери во руската област Курск, соопшти рускиот министер за безбедност Сергеј Шојгу по средбата со Ким Џонг Ун. Мисијата е дел од договорот за обнова по украинските напади, но и за одбележување на херојството на севернокорејските сили. Јужна Кореја остро реагираше, нарекувајќи го потегот кршење на санкциите на Обединетите нации, а председателот Ли Џем Јунг и јапонскиот премиер Шигеру Ишиба најавија заедничка стратегија против се поголемата воена соработка меѓу Москва и Пјонгјанг. Според Ројтерс, Северна Кореја веќе доставила на Русија милиони гранати и илјадници борбени сили, додека Ким возврати со безусловна поддршка. Вистина е дека некои луѓе доживуваат алергиски реакции на други лица, иако тоа звучи неверојатно. Овој редок феномен може да биде предизвикан од чувствителност на супстанции што другите ги носат на својата кожа, како дезодоранси, лосиони или природни мириси. Луѓето со ретки состојби како мастоцитоза понекогаш доживуваат бурни реакции дури и на мирисот на кожата на својот партнер. Вистина е дека постои и неофицијален синдром наречен PATM при кој лицето кое го предизвикува проблемот испушта хемикалии што влијаат на околината. Истражување во Јапонија покажало дека засегнатите испуштале значително повисоки нивоа на толуен, хемикалија што се излачува преку кожата. Иако не постојат официјални критериуми за дијагноза, феноменот привлекува внимание поради влијанието врз секојдневниот живот.
Вистина е дека алергиските реакции можат да се јават и по интимен контакт. Луѓе со алергија на одредени намирници понекогаш добиваат реакција по бакнеж или сексуален однос со партнер кој претходно ги консумирал тие алергени, дури и по хигиенски мерки. Најпознат пример е преосетливоста на семена плазма, каде телото реагира на протеини во спермата. Вистина е дека и цервиковагиналната течност може да предизвика слични симптоми. Црвенило, печење, осип и оток се дел од реакциите што можат да се јават, а понекогаш и презервативите не нудат доволна заштита. Иако ваквите состојби се ретки и често се потценуваат, тие се реални и бараат медицинско внимание и разбирање. Вистина е дека ваквите алергиски состојби можат сериозно да го нарушат квалитетот на животот и менталното здравје. Луѓето кои ги доживуваат овие симптоми често се соочуваат со неразбирање од страна на медицинскиот персонал и околината, бидејќи симптомите се невообичаени и тешко објасними. Поради недостаток на официјални дијагнози и третмани, многумина остануваат без соодветна терапија или поддршка. Вистина е дека медицинската наука се уште ги истражува овие појави, но постои зголемен интерес за ретките алергиски реакции поврзани со човечки контакт. Истражувањата продолжуваат да откриваат нови аспекти на имунолошката реактивност, а иднината носи надеж за подобро разбирање и третман. Во меѓувреме, најважно е да се земат предвид симптомите на пациентите и да им се пристапи со сериозност и емпатија. Јапонската компанија Toyota Gossi развива нов вид воздушно перниче дизајнирано специјално за мотоцикли, со цел да ја зголеми безбедноста на возачите. Воздушните перничиња спасиле десетици илјади животи во автомобилите, но мотоциклистите се уште немаат ваков тип на заштита и покрај тоа што се многу поизложени на ризик. Компанијата веќе спроведе реален краш тест во кој мотоцикл удрил во автомобил, при што новото перниче се активирало веднаш по ударот и апсорбирало дел од енергијата. Резултатите се ветувачки, а технологијата се усовршува преку комбинација од физички тестирања и компјутерски симулации. Најголем предизвик е компактниот дизајн, бидејќи моторите имаат ограничен простор за вакви компоненти. Toyota Gossi вложува напори да создаде решение кое ќе може да се вгради незабележливо, но сепак ќе понуди висока заштита при судир. Итноста е очигледна, според податоци од 2023 година, во САД загинале над 6300 мотоциклисти. Статистиката покажува дека тие се 28 пати поизложени на смртна опасност од возачите на автомобили, што ја нагласува потребата од вакви иновации. Македонија со голем економски напредок. Студентска работа со законска заштита. Израел ги затвора аеродромите за сопствените граѓани. Северна Кореја испраќа трупи во Русија. Може да се биде алергичен на други луѓе. Воздушно перниче за мотори, јапонска иновација за спас на животи.